Храна, средства за хигиена, нова облека и обувки, чебиња, бебешка храна и вода за пиење. Ова е најнеопходната помош која им е потребна на граѓаните засегнати од поплавите во Србија и Босна и Херцеговина. Тетовци можат да учествуваат во апелот за помош на настраданото население преку хуманитарната акција на Општинската организација на Црвениот крст Тетово, донирајќи секој во своите можности во магазинот на Црвениот крст Тетово на улица Фрушанска без број на патот од Тетовската касарна, спрема магазинот на Мак Петрол од 10 до 15 часот или да се јават на телефонот 044 336 374. Општинската организација на Црвен крст Тетово денеска доби допис од Црвен крст на Република Македонија, кој стапиле во контакт со Црвен крст на Република Србија и Црвен крст на Република Босна и Херцеговина. И после, договорот со ним, постигнале согласност, они им нудиле Црвен крст на Република Македонија тоа што располагат, екипи за спасување, им понудиле екипа за утврдување на потребата на хуманитарна помош на граѓаните кои се загрозени од поплавите, од природна катастрофа, и им понудиле чамци гумени и станица за пречиствување на вода има Црвен крст и тоа им е ставано на располагање. Додека они дале согласност за да се собират хуманитарна помош во договор со владите и амбасадите кои се од Србија и Босна и Херцеговина во Република Македонија, и страна имаат потреба, средства за хигиена, имаат облека и обувки само нови примат. Значи да не се потрудат граѓаните половни зашто не ги примат. И страна за бебиња и вода за пиење. Во моментот ова е најминовно потребно за тие граѓани кои се нашле во неволја. Додека ние и ќе имамо како општинска организација и на ниво на цела држава, значи до 31. Пети ќе трае акцијата и осем Црвениот крст што го имам пунктот во Момин поток во Скопје, ќе има и во Општинската организација на Црвен крст во магазинот кој се наоѓа испод касарна, до сервисот Менав, према Мак Петрол магазинот. Тука ќе има секој ден од 10 до 15 часот ќе се прима хуманитарната помош која ќе се складира и ќе се дели по артикли како што е потребно за да може после да се класифицира и да се транспортира нормално за тоа што треба се подготви за проаѓање граница. Треба откако ќе се спреми документацијата, ќе се вика лице од царина кое што ќе се товари во присуство нивно за да не се направи два пати утовар растовар. Обично има добра соработка Црвениот крст со цариниците кои што доаѓаат на лице место да се товари, тие се правила во која се поминува надвор од државата, мора да биде во присуство на цариник товарот, за да се бломбира возилото и да се носи во местото каде што ќе биде дестинирано. Општинската организација на Црвениот крст Тетово со апел до приватните компании и хуманите граѓани да се вклучат во хуманитарната акција за помош на поплавените во Србија и Босна и Херцеговина, која ќе трае до 31 месецов. Сите граѓани од Тетово и компании кои што сакат да се вклучат во апелот за собирање на хуманитарна помош, може да се вклучат и секој ден, од 10 до 15 часот може да го донират хуманитарната помош во магазинот на Црвен крст, која се наоѓа на улица Фрушанска, ББ, одма залепано со сервисот Менав. Хуманитарни активности за собирање помош за настраданите во поплавите во Србија и Босна деновиве се организираат и во Гостивар. Акции за донирање храна, облека, средства за хигиена, пакувана вода и други потребни работи спроведоа ограноци на политички партии, како и младите од Црвениот крст на Гостивар. Средства може да се донираат и преку телефонските броеви 075 070 и 077 143 400, со чие вртење донирате 100 денари.